на Канал 8, добродојдовте. Почна вакцинацијата против COVID-19 во општа болница со проширена дејност во Кочани. Се одвива во службата за вакцинација во склоп на болницата, а доставени се вакцини од производителот AstraZeneca. Најпрво се вакцинираат лицата постари од 77 години. Почна вакцинацијата против COVID-19 во општата болница со проширена дејност во Кочани. Првите 50 дози вакцини ги примија заинтересираните граѓани пријавени преку матичните лекари и Мој термин. Вакцина примаа лица над 77 години. Некои од нив ги регистрираше нашата камера, кои истакнаа дека се чувствуваат одлично и не очекуваат поголеми компликации од вакцината. Прво очекувам да ми се веко продужи, да не се заразам. Цел свет е потресен од оваа опасна пандемија. Така. И лошо е ако не се вакцинира. Со вакцината ќе успеам да не заразам и да не се заразам. И други да не заразам. Мислам дека цел свет треба да се вакцинира. Цел свет само на тај начин може да се спасиме. Со вакцината се пријави преку матичните. Меѓу првите се пријавих. Уште не беше почнало да се евидентира, јас се пријавих и друг спас нема. 78, ќе почнат 79. Обично сум дома, искачам на кафе во градот, али седам сам без друштво. Внимава, секојаш маска носам и внимава на големо друштво. Внимава. Дома повеќе седам и така. Препорачам сите да се вакцинират. Сите, и младите и старите. Сите. Само на тај спас може да се извлечем од овај опасен криз. Ја не се плашам. И никој не треба да се плаши. Вакцина, цел свет се вакцинира, ние ќе бидеме големи стучнаци. Не е таа добра вакцина, тоа се се глупости. Глупости. Сите се вакцини добри и треба да се вакцинират сите. 81. Сите да дојдат да се вакцинират. Се пријави преку матичен лекар. Верувам на вакцините. Директорот на болницата Александар Серафимов за Канал 8 рече дека вакцинацијата започна и се одвива без проблеми досега. Се врши во еден пункт каде што беше вакциналниот за децата, во службата за вакцинација во склоп на болницата, а доставени се вакцини од производителот AstraZeneca. Ќе се работи во две смени, од 8 до 20 часот, и ќе се вакцинираат на почетокот по 50 пријавени граѓани дневно, а потоа и повеќе. Најпрво ќе се вакцинираат постарите од 77 години, а по вакцинација на оваа категорија ќе се премине на останатите старосни категории. Вакцините имаат каде да ги чуваат, рече Серафимов, и додаде дека и понатаму сукцесивно ќе се доставуваат до општата болница согласно бројот на пријавени граѓани од посочената категорија. Пријавени преку сајтот vakcinacija.mk и Мој термин досега се околу 5000 граѓани од Кочани. Инаку, моментално во модуларната болница во Кочани има 34 хоспитализирани пациенти и 6 хоспитализирани на одделот за физикална медицина. Од нив 20 се на кислородна подршка, а останатите се со подобра клиничка слика. Интерното одделение во моментов не е пренаменето во ковид. Во Кочанската болница слободни кревети има 6 на физикална терапија и 9 на интензивна нега. Општина Кочани реализираше акција за пошумување во околината на селото Лешки на простор што настрада во шумскиот пожар пред 2 години. Подршка во акцијата дадоа и вработени во јавното предпријатие Национални шуми, како и од комуналното јавно предпријатие Водовод и од територијалната противпожарна единица. Во акција за пошумување на падините на Осаговските планини беа засадени садници багрем на површина од 1,5 хектар, што настрада во големиот шумски пожар пред 2 години. Акцијата се спроведе во местноста Етимија во околината на селото Лешки, а ја организираше општина Кочани во соработка со јавното предпријатие Национални шуми и комуналното предпријатие Водовод. Во акцијата се вклучија вработени во општинската администрација, како и од територијалната противпожарна единица. Вршиме пошумување во делот каде што пред 2 години имаше пожар, опожарување на боровата шума. Обезбедивме 3000 садници на багрем, кој што според стручните служби е соодветен за оваа локација, бидејќи како што гледаме во изминатите неколку децении имаме огромен проблем со
боровиот четник кој што ги уништува садниците со бор, затоа се одлучивме да овој потез, односно стручните служби одлучија овој потез да биде пошумен со борови садници, односно со багрем. За жал, ова ќе биде наша последна акција во ова година, бидејќи временските услови повеќе не дозволуваат, меѓутоа сепак ние како локална самоуправа уште еднаш ја покажавме јасната определба дека сме определени силно да действуваме во делот на пошумувањето, подобрувањето на животната средина во целата наша општина. Претходните акции за пошумување се реализираа на опожарени површини над градската депонија, како и во местноста пресечена скала кај фабриката за вода. Заради полесна пристапност до теренот и обновувањето на шумскиот појас, претходно беше реализирано расчистување на изгорените стебла и обезбедување соодветен пристап. Освен еколошкиот ефект од обновувањето на шумата, една од целите е и да се направи природна заштита против нелегалното изфрлање отпад и создавањето диви депонии. Пред 2 години на теренот каде што се реализираше акцијата за пошумување, пожар зафати површина од околу 150 хектари. При тоа изгоре повеќе децениска борова и друга шума, а оштетени беа и пчелни сандаци и помошни објекти. Општина Виница планира во наредните 12 месеци да набави околу 1300 мегават часови електрична енергија од слободниот пазар. Јавниот повик за набавка е веќе објавен, а планираната количина е за општинската зграда, за противпожарната единица, како и за училиштата, градинката и комуналното предпријатие Солидарност. Локалната самоуправа на Виница од слободниот пазар на електрична енергија за наредниот 12-месечен период ќе набавува струја, со оглед што има и законска обврска за тоа, бидејќи се наоѓа во групата на мали потрошувачи кои имаат над 100 мегавати годишна потрошувачка. Во списокот на електрични броила за кои потрошената струја се плаќа од буџетот, влегуваат објектите на општината, на средното и на основните училишта во Виница, Блатец и Драгобраште, на градинката, на јавното предпријатие Солидарност, како и на територијалната противпожарна единица. Според анализата од досегашната потрошувачка, се проценува дека во наредниот едногодишен период би биле потребни околу 1300 мегават часови струја, приближно подеднакво распределени во скапата и ефтината тарифа. Со оглед на актуелните цени на 1 мегават електрична енергија на пазарот, вкупната вредност на планираните количини би изнесувала околу 7 милиони и 800 илјади денари во нето износ. Сепак, крајната сума што ќе се плати ќе зависи од потрошувачката кај секој договорен орган поодделно. Рокот на јавниот повик за набавка на потребните количини веќе тече, а пријавувањето на заинтересираните снабдувачи со струја е до 5 мај. Според проценката во техничката спецификација на набавката, околу половина од преценетата вредност отпаѓа на општинската зграда и на територијалната противпожарна единица. 2 милиони денари се предвидени за набавка на струја за потребите на јавното предпријатие Солидарност, а остатокот од парите се за училиштата и градинката. Во мултикултурниот центар во Кочани промовирано творештвото за деца трилогија Деби Му на авторката Жаклина Мучева, а се одража и промоција на 7 книги на најчитаниот кинески писател за деца Шен Шиси. Промоцијата беше дел од одбележувањето на Меѓународниот ден на литературата за деца 2 април, чиј организатор е библиотеката Искра. Со промоција на книги и творештва, библиотеката Искра продолжи со реализирање на програмата за одбележување на 2 април, Меѓународниот ден на литературата за деца. Во мултикултурниот центар во Кочани промовирано творештвото за деца трилогија Деби Му на авторката Жаклина Мучева, а се одража и промоција на 7 книги на најчитаниот кинески писател за деца Шен Шиси. Уредник е Нове Цветановски, а промотор Љупка Стојменова. Станува збор за нова едиција со квалитетни книги за деца и млади. Уредникот рече дека Шен Шиси е големо име во кинеската литература. Имам голема чест денеска на Светскиот ден на литературата за деца да ја представам мојата трилогија Деби Му. Тоа се 3 книги кои што континуирано во периодот од 3 години се испечатија во издание на издавачката куќа Едука Мак. Навистина ми е драго што овие 3 книги денеска можам да ги представам токму овде во Кочани пред публиката која што
заслужува внимание, бидејќи имам информации дека овие деца во овој дел од нашава земја на вистина се љубители на добрата книга и знаат да проценат што е добро, па можеби и затоа денеска Деби Му е поканета токму тука да дојде и да ги представи своите 3 книги. Она што е содржина во овие 3 книги е можно значајно, бидејќи кај децата развива желба за љубопитност. Тие истражуваат, а во исто време добиваат и голем број на информации за потеклото на разни предмети, за животните, за инсектите, морскиот свет, па и третата книга која што содржи голем број на спортови познати и помалку познати за децата. Тој е застапен во образовните програми, во средните и основните училишта. Наградуван писател е, многу негови дела се снимани или драматизирани, едноставно се поставувани на сцена. Има и интернационална популарност, популарен е и во светот, преведен е на повеќе јазици, првенствено на поголемите, еве сега и на македонски. Има еден необичен, специфичен пристап во неговото пишување. Во неговите приказни, односно во неговите раскази, новели, романи, животните не зборуваат. Значи не зборуваат како што најчесто сме навикнале да ги читаме или како што најчесто навикнале младите читатели да ги восприемаат или перцепираат животните како главни ликови во книжевноста. Во овие негови дела е отсликана реалноста, отсликана е реалниот животински свет. Одговорните на проектот од организаторот библиотеката Искра генерално задоволни од досега реализираната програма. Јавната општинска установа Библиотека Искра Кочани го одбележува 2 април Меѓународниот ден на литературата за деца со програма проект славење на Меѓународниот ден на литературата за деца, другарувањето со книгите ни е песна, фестивал на децата, книгите и музиката. Проект кој што е од национален интерес во културата, поддржан од Министерството и од општина Кочани, веќе 5-та година поред јубилејна и 10-та година со реализација од страна на библиотеката. Програмата започна на 30 март во вторникот со учеството на маестро Симон Трпчевски и истакнатиот писател за деца Горијан Петревски, кој што со своето учество дадоа највисок придонес со своите излагања, кои што беа богати со непосредност, топлина и изразност, запишаа траен белег во културата на нашиот град и на земјата, зашто представуваше посебна чест на сите нас. Понатаму вчера, 1 април, се реализираше онлайн едукативна средба, промоција на творештвото на авторот Васил Мукаетов, заедно со уредничката на издавачката куќа Арс Ламина, Татјана Димовска Атанасова, кои што збореа на тема творештвото на истакнатиот собирач на умотворби Марко Цепенков, креирани преку песните на авторот Васил Мукаетов, шеговити приказни, поговорки и гатанки. По двете промоции беа доделени наградите од ликовниот конкурс на тема Музиката на зборовите, меѓународното мото за 2021 година, а библиотеката додели и благодарници за соработниците. Чествувањето на денот продолжува и на 3 април сабота со онлайн промоција на уште 2 творештва. Едното на авторката Јана Мишо, другата на илустраторката Александра Филиповска. Пандемијата од COVID-19 и годинава во Кочани ќе го одложи организираното одбележување на 8 април, светскиот ден на ромите. Од општината информираат дека наместо тоа ќе се обезбеди поддршка за социјално ранливите семејства. Наместо прослави и групирања што носат ризик во време на пандемија од COVID-19, 8 април, светскиот ден на ромите и годинава во Кочани ќе биде одбележан со поддршка на социјално ранливи семејства од оваа етничка заедница. Таков е заклучокот по одржаниот состанок на ромските граѓански организации со градоначалникот Николчо Илиев и представници од одделението за јавни дејности. На средбата беа разгледувани предлозите за прослава на празникот на ромската заедница. Во пресред на одбележувањето, кога државата и поширокиот регион е соочен со постојан пораст на бројот на заразени,
Оценето е дека ова е најсоодветниот начин да се прослави меѓународниот ден на ромите. Со представници на граѓанските организации е договорено локалната самоуправа да обезбеди пакети со хигиенски средства, а активистите на невладините организации да ги дистрибуираат, соопшти по средбата градоначалникот Илиев. При тоа додаде дека во изминатата година Општина Кочани успеала да ја финализира постапката за избор на изведувач на модулите за живење за станарите од старата касарна. Градежните активности се очекуваат да почнат наскоро. Според Илиев, решавањето на прашањето за домување на овие семејства представува едно од клучните прашања за ромската заедница, која живее во субстандардни услови во старата касарна. Продолжуваат настаните организирани за помош на сестрите Славица и Радмила Димитрови од Кочани за лекување и третман соматични клетки за болеста на очите. Неколку млади лица од Кочани се обидуваат преку продавање карти за виртуелен настан да соберат средства за нивно лекување. Тоше Илиев, заедно со уште неколкумина хуманисти и ентузијасти од Кочани, во хумана мисија за помош на сестрите Славица и Радмила Димитрови од Кочани за лекување на нивната болест на очите. Имено продаваат карти за виртуелен настан и собраните средства ќе им бидат дадени за нивно лекување. Крајниот рок е до 17 април. Постојат 3 продажни места за продажба на влезниците. Тоа се Тобако Алмо во трговскиот центар, Тобако кај Џајката и кај Азманот во Тобакото. Исто така ќе се ангажирани деца кои ќе продаваат карти во низ паркот, да речеме, низ трговскиот центар, а можеби ќе направиме и пунктови, односно штандови за продажба на истите влезници. Уште еднаш ќе апелирам ние апелираме до сите граѓани, до сите гледачи на вашата телевизија и воопшто сите кочанчани да излезат уште еднаш во пресрет на овие две млади особи и да направат добро дело. Славица и Радмила Димитрови од Кочани продолжуваат со апелот за собирање средства за лекување на нивната болест на очите, макуларна дегенерација и ренитопатија с пигментоза, генетско заболување на очите за кое во Македонија нема соодветен третман. Започнаа лекување во Русија, третман соматични клетки на Институтот за очни болести во Санкт Петербург, но поради ситуацијата со вирусот продолжија да ги аплицираат матичните клетки во Македонија. Тука им се направени 2 третмани, во октомври 2020 и другиот во февруари 2021 година. Еден третман за двете чини 8.000 евра, средства кои Димитрови ги немаат. Затоа, за да не се прекине терапијата, од која имаат голема корист и видно подобрување, ги замолуваат сите граѓани да им помогнат и колку можат да донираат. Заинтересираните лица можат да донираат на телефонскиот број 143 136 на T-Mobile и 143 467 A1 и на жиросметката во Унибанка. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.